Циклусите на самосаботажа кај мажите. По долго време сакам да направам еден материјал наменет само за мажите, а знам дека ќе го гледаат и жените. Иако поголемиот дел од мојата публика се жени, сепак ова видео е наменето за мажите, а доколку и жените го гледаат, секако ќе научат нешто повеќе и за мажите. Дел од моите клиенти се и мажи кои што се судираат со проблемите кои што ги наметнува општество. Значи, повторувам, проблеми кои што ги наметнува општеството, во кои што мажите се под еден вид на социјален напад. Доколку сте приметиле овој континуиран онлайн тренд дека буквално на сите страни постојат манипулативни нарцисоидни личности, најчесто оваа етикета се прикажува на мажите. Но како мажите да се справат со овој социјален инженеринг? Верувајте, на алгоритмот не му е гајле. Алгоритмот ги прикажува сите видеа кои што луѓето ги гледаат. Луѓето ги гледаат тие видеа бидејќи во позадината се плашат да бидат во близок контакт, а резултатот е поразителен. Се помалку бракови се склучуваат и се повеќе разделби се случуваат. Секако страдањата се подеднакви на двете страни, и кај мажите и кај жените. Добар дел од моите клиенти кои што се од машката популација, исто така се соочуваат со болка и со страдање и најчесто влегуваат во еден магичен круг на самосаботажа. Би сакала денешново видео да ти помогне да isпроцесираш и да дојдеш до увид како доаѓа да влезеш во самосаботажа и не дај Боже да останеш во истиот магичен круг подолго време. Првиот образец е на самосаботажа, ние го викаме бегање. Значи, овдека имаме два лика и нормално дека животот не е права линија, него ние упаѓаме на некој начин во одредени периоди од нашиот живот, но од некој може да излеземе, но од некој не. Првиот образец, кој што би сакала денес да го работиме и да има увид секој од вас во ова, е кога на несвесно ниво имаш потреба од криење, бегање, негирање на проблемот, негирање на страдањето со кое што се соочуваш. И ставање ѕид меѓу тебе и страдањето или меѓу тебе и проблемот. И сега би сакала да си ставиш едно кафе, сок, чај, по твој избор. И малку да пробаш да се разбереш себе си со едно единствено процесно прашање. Ако ги чувствуваш сите овие состојби, единственото, нели така наречено златно прашање, што избегнуваш? Што е тоа што избегнуваш, бидејќи сега некој од вас ќе рече, јас не избегнувам ништо, јас можам да се соочам со се, но не е така. Сите се наоѓаме во ситуација кога ќе дојде одреден настан, одреден исчек кој што треба да го направиме, да ние сакаме едноставно да побегнеме. Овој круг на самосаботажа најчесто се покрива со алкохол, разонода и безделничење. И сега би сакала процесно, имаме процес што ќе го работиме и ќе видиш каде ова ќе заврши. Првото процесно прашање е што избегнуваш? Што е тоа толку големо, бидејќи мажите
ради општествените норми, јас разбирам дека мора да го потиснувате стравот и мора да го потиснувате срамот, ранливоста. Не секој може лесно да се справи со сите животни ситуации и тоа е ново. И сега би сакала, ако можеш да си земеш еден нотес, да седнеш и да напишеш, буквално да излееш, да излезе од тебе, да се излее во еден нотес, што точно ти избегнуваш. Како доаѓа ти да се повлечеш, криеш, негираш, одбиваш и да ставаш ѕид? И што би сакал да избегнеш? Некако да дојде од внатре. Ова е процесно прашање кој би требало малку подолго да го држиш во себе. Сето ова може да се избегне доколку нели го isпроцесираме целиот патерн што следи понатаму. Образецот број 2 во форма на самосаботажа е кога ти се чувствуваш закочен. Закочен, заклучен, вознемирен, анксиозен. Кога е човек заклучен, постојано навираат едни исти мисли и постојано се прави само саботажа без да се побара некаков излез. И сега застани за еден момент и постави си го следното прашање. Што? Ако единствениот пат до успех е само преку грешка и срам. Мажите нормално е дека сакаат да бидат силни и сакаат се што ќе направат да биде успешно од прв пат, но тоа не е можно. Патот до успехот е секогаш преку серија од грешки. Срамот кај мажите секако потекнува уште од детството, бидејќи самите воспитни норми од претходните генерации не се на некој начин соодветни за да се иницира вистинска машкост кај мажите. Во подамнешните времиња, кога луѓето живееле во поголеми заедници, повозрасните, да не кажам мудрите старци во заедницата, знаеле како да принесат совети за активација и иницијација на машкост кај луѓето. Тие древни техники, ритуали, се да речем на некој начин изумрени, сега се појавуваат, нели, повторно стануваат потребни поради системско отсуство на иницијација. Јас сум родена во Југославија, каде што еден вид на иницијација на машкост се правеше преку одење во војска. Сега имаме потполно отсуство на било каква иницијација или воведување на момче во маж. Немаме да постарата генерација има своји ресурси како ќе воведе едно момче во машкост. Поради огромниот процент на разведени мајки, тоа се мајки кои што носат болка, останува детето да нема ресурс да има здрава и силна татковска фигура и затоа го имаме овој тренд во моментов на, да кажам, зголемен број на момчиња заробени во машко тело, во возрасно машко тело. Момче може да остане некој, може да има и 70 години, а да има, да не е развиена, да не е иницирана машкоста кај одредена индивидуа. Се надевам дека во многу скоро време и се осеќа потребата за иницијација на момчињата во мажи и се надевам дека ќе се најдат ментори, ќе се најдат мудри старци кои што тоа ќе го направат еве вака како што правам нешто онлайн или во група. Ние во нашите работилници правиме одредени вежби, јас работам и со клиенти мажи, но сепак мислам дека
некој постар машки ментор би бил сосема соодветен да прави, да кажам, да води некоја група или да каже да принесе некое знаење. А јас ова го правам исклучиво поради навистина отсуство на било какво водство за мажите, бидејќи ние повеќето од моите колеги и колешки се материјали наменети за жените. И одиме понатаму. Следниот самосаботирачки магичен круг е чувството на гнев. Гневот, веќе објаснив во претходните видеа, е покривна емоција, а под гневот се наоѓа една тага. Гневот, доколку не се има вистински канал како тој се артикулира, се јутилизира, се управува, секогаш ќе заврши во некаква непромисленост. Затоа се случува често да луѓето имаат дојам дека човек кој што е гневен ќе направи некаква непромислена активност. Тоа доаѓа од тамо што гневот не е канализиран во борбен дух. Борбен не зборуваме ние да се бори со некој друг, да влезе во војна, него еден борбен дух каде што ќе биде навистина заштитник на фамилијата, заштитник на сопругата, заштитник на девојката. Значи, ние масовно гледаме во последно време дека имаме отсуство на борбен дух кај мажите. И сега да видиме овој гнев, пошто е нерасчистен гнев и често пати може да дојде во самосаботирачки циклус. Прашањето за тебе, како процесно да можеш да го размислиш, е следно. На кого сум луд неизмерно? На кого сум луд неизмерно? Ова може да те врати во некој дамнешен момент, во некое непростување и да сватиш како овој одговор што ќе се појави има врска со овој самосаботирачки циклус. И последниот образец, односно самосаботирачки циклус, е напуштање на себе и одстапка од визијата. Кога немате визија, кога немате план каде одите, кога немаш визија, кога немаш план каде одиш, постојано бараш некаква разонода, некаква бесмисленост и влегуваш по автоматизам во законот за ентропија, односно хаотичност во мислите. Кога човек нема визија, значи обавезно секој еден човек треба да има визија без разлика на која возраст. Нема апсолутно никаква разлика на која. Отсуството на визија ве внесува во хаос и ова е дефиниција. Кога немате визија што ќе правите следниве 3 месеци, 6 месеци, следната година, следните 3 години, ако има отсуство на визија на патеката, вие автоматски влегувате во самосаботажа и барате постојано некаква разонода, некакво намалување на страдањето, а останувате у комфорт зона. И сега процесното прашање. Што ти е важно? Што ти е важно и која е твојата визија и цел? Која е таа визија и цел? Во секој момент ние можеме си го подобриме животот, во секој момент ние можеме да исчекориме. Секако, дека патеката на остварување треба да се изоди, но потешко е да се остане во едно исто страдање, во еден ист циклус, отколку да се почне полека да се исчекорува. Многу мои клиенти, поготово од машката популација, велат немам поддршка, нема кој да ме повлече, немам човек, не ме разбира никој, не може да ме помогне никој. Тоа не е точно, ние го имаме цел механизам во нас, но мораме ние да почнеме. Патеката се отвара моментот кога ќе зачекориш по нејзе.
И сега некој ќе рече, да, тебе ти е лесно. Мене не ми е лесно. Јас решив ова да го направам за добробит и да пренесам порака до сите оние кои што страдаат, бидејќи го разбирам нивното страдање и сакам да дадам процес за излез од тоа. Без процес, без седнување и формирање на една визија, нема исчекор. Излегувањето од овој магичен круг е секогаш преку визија и цел, ослободување на блокади и промена на тековното гледиште. Секако, акциониот план и превземање на акција е најголем убиец на стравот.